Добро вечер, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Потресни сведоштва од пожарникарите за трагедијата во Пулс. Семејствата обвинуваат за притисоци врз сведоци. Надлежните служби да ја проверат оваа информација. Владата и УПОС се договорија за зголемување на платите. Се чека да се изјаснат органите и телата на синдикатот. Значи, методологијата е минимална плата по вредност на бод, по бод за образование и бод за ниво. Канал 5 ги доби документите за извоз на мозоци за истражување на Универзитетот Колумбија. Професорот Росоклија го објаснува процесот. Прво, тие на семејството на починатиот му дават информативно писмо. Возеле без возачка дозвола, без положен испит и со активна забрана. Изминатото деноноќе одземени возила на 11 лица. Во следните 15 дена платете го данокот на имот од 2025 година, апелира Ѓоргиевски. Најави соработка со МВР за спроведување на зелен бран. Предвидуваме сериозни средства за поврзани со смарт зелен бран. Вестите ги започнуваме со вклучување од предпораничната фабрика Охис во Скопје. Таму е Јорданчо Цветановски. Јорданчо, во текот на денот имаше најави за полициска акција поврзана со опојна дрога. Што се случува во моментов и дали има некакви детали? Така е, Тања, ние во моментов се наоѓаме пред самиот влез на поранешната фабрика Охис, каде што во моментов се случува голема полициска акција. Пред околу половина час тука на булеварот поминаа околу 20 возила, голем дел беа на МВР, голем дел беа на Царинската управа со цел спречување, односно акција за спречување на производство на дрога. Со тоа продолжува акцијата која што во изминатите неколку денови започна на територијата на земјата. Откако српската полиција минатата недела истакна дека во близина на Крушевац биле запленети 5 тони марихуана, за која тврдат дека истата била пренесена преку Македонија. Инаку во оваа акција, освен МВР, исто така учествуваат и царинските служби, и здравствени власти и јавни обвинители. Акцијата, можам да кажам, дека освен тука во поранешната фабрика Охис се одвива и во Струмичкиот регион. Тоа се за сега, Тања, сите информации што ги имаме тука на терен, немаме некои поконкретни детали, но се надеваме дека ќе имаме повеќе информации во следното наше информативно издание. Студио. Јорданчо, ти благодарам. Продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. За настаните во трагичната ноќ денеска сведочеа пожарникарите кои први пристигнале во објектот. Родителите на загинатите пак упатија обвинувања дека се врши притисок врз сведоците. Кога дојдовме во билетарата имаше над 10 деца кои не даваа знаци на живот. Вака на денешното рочиште за Кочанската трагедија сведочеа дел од пожарникарите кои интервенирале кобната ноќ во дискотеката Пулс. Дојавата за пожарот ја примиле во 2 часот и 35 минути, а огнот бил изгаснат околу 4 часот утрото. Командирот на противпожарната единица сведочеше за драматичната сцена која ги дочекала при дискотеката. Пред објектот имаше многу луѓе, викотници, пискотници, растрчани луѓе и возила. Кога слегов од возилото, одма до него лежеше една девојка каде пристапивме да ја реанимираме бидејќи беше во безсознание. Прво почнавме со вештачко дишење и пумпање на граден кош. Дојде медицинско лице, ме фати и ми рече: "Господине, девојката е мртва." Потоа се опативме да влеземе во објектот. Додека одевме, имаше многу деца кои панично бараа помош, беа исцрнети. На мене има вставен апарат со кислород. Така се упатив натре во загушената просторија. На самиот влез затекнав многу лица кои беа паднати на земја, беа во безсознание и беа испреплетени едни врз други. Девојка која копната вечер била во дискотеката, кажа дека пожарот брзо се проширил и додаде дека никој не им дал насоки каде да се движат, а не се бележала ниту противпожарни апарати. Не видов кога се запалил плафонот, видов кога кажаа да излеземе и беше проширен пламенот до средината на дискотеката. Почнавме сите да излегуваме, но настана голема гужва. До влезната врата се сеќавам. Веќе кога бев таму настана стампедо. Паднав долу на земјата и натаму не се сеќавам на ништо. Насоки каде да се движиме никој не ни даде, ниту забележав ПП апарати и противпожарни знаци за излез.
Родителите на загинатите во Пулс пак на денешното судење истакнаа дека се сомневаат дека се врши притисок врз сведоци преку вибер комуникација од затвор. Надлежните служби да ја проверат оваа информација и детално да го проверат телефонот и комуникациите кои се остварени преку овој телефон. Се случи геноцид на млада генерација поради алчност, корумпираност и несовесно работење. А пак се продолжува да се работи во таа насока. Како и на претходното судење, така и денеска. Дел од адвокатите повторно побараа да се повлече обвинението за некои од обвинетите, бидејќи како што рекоа, тие не се директно поврзани со пожарот. Во однос на поголем број од овие луѓе кои што се овде, постапката треба да запре затоа што лица кои што не се присутни таа вечер и не се на должност, со конкретни обврски кои што можеле да бидат превземени или не превземени како пропуштање за причина, за последица, за настанување на самиот пожар и последиците кои што настанале од нив. Судењето го води судиката Дијана Груевска-Илиевски и се наоѓа во доказна постапка. Продолжението е закажано за 19 февруари, кога се повикани уште 5 сведоци. Зголемен бројот на пациенти на онкологија. Лани имало дури 200 повеќе од претходната година. Владата го прифати барањето на УПОС, но не во целост. Порача од УПОС посредбата со премиерот Мицкоски во владата. Оттаму појасни дека за ова да се реализира треба да се подготви текстот на колективните договори заедно со представниците на владата и синдикатот, за потоа тие да бидат ставени на гласање пред органите и телата на синдикатот. Деталите од Сандра Спасовска. 8% годишно во 2026, 27 и 28 година како додаток на плата и усогласување со растот на минималната плата. Ова е понудата на владата дадена на денешната средба меѓу премиерот Христијан Мицкоски и представниците на УПОС. Според првиот човек на синдикатот Трпе Дејановски постигнат начелен договор, но последниот збор вели ќе го има членството на синдикатот. По средбата тој посочи дека иако нивното барање за додаток од 30% не е прифатено во целост, сепак позитивно е тоа што после подолг временски период околу 7800 вработени во правосудните органи би добиле повисоки плати. Согласно предлогот, доколку истиот биде прифатен од органите, тогаш нивните плати заклучно со 2028 би требало просечно да пораснат за околу 40%. Отворено за сега останува само прашањето околу општиот колективен договор. Значи методологијата е минимална плата по вредност на бод, по бод за образование и бод за ниво. Значи секогаш ние добиваме линеарен пораст со усогласување на минимална плата. Математиката е, ако минималната плата порасне сега 1500 денари, на тие 1500 денари добиваме уште 8%. Значи дека еве некоја народна пресметка за човек што добива 30 и нешто илјади денари, ќе добива уште 4000 денари плюс до 12 месеци. Потоа другата година на 34 ќе добива уште усогласување уште 8%. На ден пред средбата, премиерот Мицкоски рече дека колективниот договор е истечен и додека да се договори нов предлогот на владата, треба да се прифати. Од КСС пак, кои како што велат деновиве имале средба со владата, преку соопштение денеска посочија дека за нив ваквата понуда од влада е прифатлива. Од друга страна пак, ССМ продолжува со борбата да издействува минимална плата од 600 евра наспроти законски предвидените околу 1500 динари в март. Во вторник идната недела синдикатот најави блокади на собранието, а во деновите потоа и на стопанските комори и на владата. Дополнително вчера синдикатот поднесе иницијатива до собранието со која бараат намалување на функционерските плати, односно коефициентите да се намалат за 40%, а како основица за нивната пресметка наместо просечната да се смета минималната плата. По ова прашање од СДСМ денеска се изјаснија дека го поддржуваат и како партија се за намалување на функционерските плати. А лидерот на СДСМ Венко Филипче информираше дека неговата партија поднела предлог закон за зголемување на минималната плата на 600 евра. Првата ставка, категорија 42 од буџетот, стоки и услуги, каде што се планирани 27,5 милиарди денари.
И тука влегуваат патни, дневни расходи, тука влегуваат договорни услуги, репрезентации, ручеци, нови коли, мебел, комфорт за функционерите од власта. Ако се скрати помеѓу 20 и 30% од оваа категорија, се стигнува до сума на пари од 5,5 до 8 милиарди денари, категорија 46, субвенции, трансфери, ставка 464, разни трансфери, која што е тешка 22 милиарди денари. Од кои што може со 20% да се обезбедат, кратење, да се обезбедат дополнителни 75 милиони евра. Лицата кои повикуваа на насилство на протестите против безбеден град биле активно вклучени во кампањата на СДСМ и Оливер Спасовски, обвинуваат од владеачката ВМРО-ДПМН. Лицата кои деновиве повикаа на тепање и убивање на полициски службеници поради желбата да возат без возачки дозволи поради проектот Безбеден град, биле активно вклучени во кампањата на Оливер Спасовски, што може да се види на фотографијата на екранот. Лицата кои јавно се спротивставија на проектот Безбеден град во изминатите денови излегоа на протести кои беа насочени против мерки кои имаат за цел да спречат возење без возачка дозвола, без регистрација и без одговорност. Скопскиот градоначалник Орце Георгиевски на пресконференција презентираше отчет за сработеното во изминатиот период. Ги повика скопјани кои должат данок на имот во рок од 15 дена да го платат истиот. Повеќе од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Намалени 40 милиони евра обврски на градот Скопје и јавните предпријатија и започнати голем број капитални проекти за само 2 месеца. Е голем успех за мене и мојот тим, рече денеска на пресконференција градоначалникот Орце Георгиевски. Како што напомена, откочени се проектите кои со години биле заглавени, а најави и дека граѓаните може да очекуваат многу скоро ставање во функција на клучката кај Мумин поток и довршување на булеварот Борис Трајковски. Георгиевски најави и дека годинава ќе се вози по новиот мост Михајло Апостолски, со кој се поврзуваат општините Аеродром и Газибаба, а новите 130 еколошки автобуси, како што рече, ќе почнат да пристигнуваат во Скопје до крајот на годината. Ке клучката на Момин поток е исплатена целосно експроприацијата и работите одат со засилено темпо за конечно ставање во функција на оваа клучна артерија на нашиот главен град. Во фаза сме на супер вештачење за објектот на булевар Асном, со што конечно ќе започнеме процес и ќе го ставиме во функција така наречениот мост за ловење на риба во текот на ова 2026 година. Градоначалникот најави и соработка со МВР за поставување сообраќајни знаци, каде што недостасуваат на подрачјето на градот, а рече и дека се работи на имплементирање на смарт зелен бран. Предвидуваме сериозни средства за поврзани со смарт зелен бран. Ние не можеме додиме чекор назад, односно зелен бран да воведуваме, затоа што тоа би оттежнело одредени состојби индиректно, иако ќе релаксира можеби состојбата на поедини сообраќајници. Георгиевски апелираше до граѓаните и компаниите во наредните 15 дена да ги подмират обврските за неплатен данок на имот за периодот од 2022 до 2025 година, кој на градот скупно му должат скоро 20 милиони евра. Ред мора да има, изјави градоначалникот и најави дека за неподмирување на обврските ќе следува блокада на сметките. Георгиевски напомена и дека со отпуштање на вработените од јавните предпријатија кои биле на платен список, но неоделена работа, градот заштедува значителна милионска сума на средства. Канал 5 ги доби документите за извоз на мозоци за истражување на Универзитетот Колумбија. Професорот Росоклија го објаснува процесот. Прво, тие на семејството на починатиот му дават информативно писмо. Интервјуто со професорот Росоклија ќе го емитуваме кон крајот на вестиве.
Продолжуваме со останатите теми. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека решение за деблокада на македонските евроинтеграции гледа во резолуцијата за црвените линии. Неговата порака доаѓа откако евроамбасадорот Рокас за Канал 5 повтори дека позицијата на Унијата е јасна. Јана Јосифовска. Прилично сум сигурен дека ќе дојде време во кое што ќе бидеме среќни што сме го имале францускиот предлог на маса и ќе ни биде жал што не сме го прифатиле, смета лидерот на СДСМ Венко Филипче. Според него ниту се спроведуваат реформи, ниту се прават потребните чекори да се фати возот за ЕУ, а власта намерно ја изолира државата. Прашан каде СДСМ и тој го гледаат излезот за евроинтеграциите, ако власта останува против уставни измени под овие услови, а ЕУ од друга страна останува на веќе договореното со францускиот предлог. Филипче вели решението е во резолуцијата за црвени линии, која СДСМ ја достави до сите партии, но досега ниту една не ја прифати. Тоа што граѓаните во 11% само ги прифаќаат уставните измени, за мене е еден од сигналите дека навистина се информирани во огромен процент, за жал, од центри за информација кои што шират лажни вести. Тоа беше нашиот предлог. А да се обединиме и да кажеме зашто доколку понатамо во текот на преговори се соочиме со некои непринципиелни барања, тогаш ние имаме консензус дека за јазикот, идентитетот, културата, историјата не преговараме, тоа се заеднички црвени линии. Евроамбасадорот Михалис Рокас во интервју за Канал 5 вчера јасно порача дека ставот на ЕУ е јасен и ако се исполнат преземените обврски, Унијата е подготвена за брз почеток на преговорите со Македонија. Рокас вели дека ЕУ е свесна за разочарувањата на македонските граѓани на патот кон членство, но и дека Брисел останува сигурен партнер за земјата. I always have a tremendous respect to the positions of the Prime Minister. But the EU has a position. EU position is very clear. It has already adopted a negotiating framework and Council conclusions unanimously, all member states, in 2022. So, if these commitments are fulfilled, the EU is ready to start negotiating very fast. We are ready for that, and I think we should not wait any longer. We need to do this critical step to move forward. Основата за градење доверба меѓу Скопје и Софија, евроамбасадорот ја гледа во билатералниот ангажман од двете страни и кажа дека ЕУ ќе ја поддржи секоја иницијатива за соработка меѓу Македонија и Бугарија. Како добар пример за соработка го спомена Коридорот 8 и заедничкото потпишување на договорот за изградба на тунелот на граничната железница. Се зголемува бројот на пациенти на онкологија, дури 200 повеќе имало минатата за разлика од 2024 година. Од клиниката вела дека потребно е зголемување на средствата и додаваат дека за сега лекови има, но не се знае каква ќе биде состојбата во наредните месеци. Сања Трајковска, Ставров. На онкологија лани имало над 200 пациенти повеќе за разлика од 2024 година, што е зголемување за околу 5%, потврдува за Канал 5 директорот на клиниката Игор Стојковски. Сега тука се лекуваат 5425 диагностицирани со канцер, а поголем раст во 2025 се бележи кај ракот на дојка. На онкологија има над 100 ново диагностицирани случаи. Зголемување има и кај канцерот на дигестивниот систем, вели доктор Стојковски, кој смета дека фондот за здравство треба да одвои повеќе пари за онкологија годинава и да го зголеми буџетот. За сега лекови има, но не се знае дали тоа ќе биде така во текот на наредните месеци, посочува доктор Стојковски. Во периодот се достапни сите, се не знам во наредниве месеци што ќе се случи, но во периодот, да, достапни се сите. Канцери на дојка, ново регистрирани пациенти се 1001. Според вас со минатата година, значи тоа е некаде за зголемување за повеќе од 100 ново регистрирани пациенти. Голема бројка е дигестивен систем, значи туморен дигестивен систем. Тоа подразбира желудник, канцер на дебелото црево и хепатални канцери, тие се веќе негде околу ново регистрирани околу 1188 по таа наша болничка статистика.
Додека се зголемува бројот на болни од канцер, расте и стапката на смртност од малигни заболувања во Македонија. Ако во 2010 година од рак починале околу 3200 лица, во 2024 таа бројка се искачува на речиси 3900, што значи дека битката за живот ја изгубеле околу 700 луѓе повеќе. Ова го покажува последниот извештај на Институтот за јавно здравје, според кој стапката на смртност од рак за 14 години е зголемена за околу 20%. Иако кај лицата над 65 години се бележи благ пат на стапката на смртност од рак, вкупниот раст укажува дека на удар е помладата, работоспособна популација. Кај мажите водечка причина за смрт од рак и натаму е карциномот на белите дробови, додека кај жените најчесто е канцерот на дојка, каде се бележи континуиран раст на морталитетот. Во бројки пред околу 14 години 270 жени починале од рак на дојка, а според најновите податоци бројот во 2024 е зголемен за повеќе од 30%, и тоа и покрај напредокот во диагностиката. Во периодот од 26 јануари до 1 февруари пријавено едно починато лице од грип, соопшти Институтот за јавно здравје во неделниот извештај. Оттаму вела дека станува збор за 62 годишен маж од Тетово кој бил хоспитализиран на инфективното одделение на клиничката болница во Тетово. Кај починатото лице е утврдено присуство на коморбидитети и не било вакцинирано со вакцина против сезонски грип. Лабораториски е потврдена инфлуенца А. Велат од институтот и додава дека во текот на сезоната на грип регистрирани се 4 починати лица од грип. А во продолжение го најавуваме интервјуто со професорот Гораст Росоклија од Универзитетот Колумбија за процесот на извоз на мозоци од Македонија во Соединетите Американски држави. Со него разговараше Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Целата идеја, тоа беше моја идеја, беше да создадам група за невронаука, еден тим за невронаука во Македонија. Му се јавив на Дума, му го кажав тоа и Дума се одушеви, он рече јас сакам моите луѓе да се специализираат на Колумбија. Одлично. За да го направиме тоа, требаше да имаме материјал кој што ќе го анализираме. Тогаш се договоривме за колекција на ткиво. Значи се работи за колекција на мозочно ткиво. Не се работи за мозоци, него се работи за колекција на ткиво. Тоа се пресеци на мозок. Тогаш отидов ја кај Милчо Богоев, тој беше декан, веројатно беше негде 98 година, и со Милчо формиравме етички комитет на медицински факултет. До тој момент не постоеше, негде меѓу 95 и 98. Илија Џонов, професор Илија Џонов, најбрилјантната личност и најпрогресивниот, нели, кого сме го имале професор, тој стана председател на етички комитет и тоа беше оној прв чекор за да можеме да работиме. Но ние не можеме да работиме на ткиво ако немаме таму обучен персонал кој треба да разговара со семејствата за да добиеме така наречена психолошка аутопсија. Психолошка аутопсија е кога разговорот со семејството, тоа интервју, нешто како хетероанамнеза да кажеме, плюс медицинската документација и врз основа на тоа тој наш психијатар или психолог поставува диагноза, ја презентира пред на консензус конференција која ја имаме ние одвека и сите се согласуваме околу диагнозата за да одлучиме дали тој случај може да оди понатаму или да не. Дозволата од етичкиот комитет на медицински факултет од 2001 година подпишано од тогашниот декан Јоцо Савески и од Илија Џонов, тој ќе ви го прати. Тогаш, нели, ја донесов тука двајца психијатри кои ми беа, ја им бев ментор додека они има стаж по неврологија на клиниката бидејќи нели која бев во Скопје. И тие двајца останува дека по 6 месеци да бидат едуцирани во тој процес на психолошка аутопсија. Кога тие се вратија назад, или после тој нивни тренинг, ние побаравме да тогаш го побаравме ова етичкиот комитет да ни даде дозвола за работа и тој процес изгледа вака. Значи од тогаш едуцираме 10 на 15 повеќе. До сега 30 на луѓе дошле на едукација од разни области за овој тим на невронаучници. Прво, тие на семејството
на починатиот му даваат информативно писмо. Во тоа информативно писмо го канат на разговори, му објаснуваат што од нив очекуваме. Ако семејството се согласи, тогаш членот семејството доаѓа на разговор со психологот или со психијатарот. Пред да почне разговорот, психологот, психијатарот бараат од членот на семејството да потпише консент форма. Тоа е форма на согласност, дека се согласува на интервју и се согласува ткивото да биде употребено за научни цели. Секој од овие пациенти има подпишано секој од овие членови има подпишано, секој семејство има подпишано консент форма и само врз основа на тоа ние можеме да работиме со тоа ткиво и сите тие консент форми ја ги чувам. Значи за секој од нив ја ги чувам. Иако 5 години после завршување на проектот не мораше, ја ги чувам сите за целиот овој период. После тоа, значи кога ќе седнат кои ќе го направат интервјуто, имаме консенсус конференција, на таа консенсус конференција решаваме дека тој случај има таа диагноза, дека тој е окей за тој проект и се договараме да дојде до транспорт на ткивото. Фершпет ги бара двата документа. Еден документ од институцијата која го праќа ткивото, друг документ од Министерството за здравство, во кое Министерството за здравство дава одобрување да тој биолошки материјал излезе надвор од земјата. За да го примеме тука биолошкиот материјал, имаме нова процедура. Не можете вие да носите биолошки материјал да го внесете во Америка. Во Америка, ако внесете едно јаболко од авионот што ви го дале, казната е $2.500, а не биолошки материјал. Тоа ткиво, во никакви carry-on, во никакви торби и рачки, тоа ткиво се става во специјални фрижидери, кои што се изолирани. Значи, било да се работи за сув мраз, зашто имаме делови на мозокот кои се во сув мраз, и имаме делови кои што се во формалин. Тие мора да се изолирани, буквално, затоа што не можете да истурате формалин по авионот, треба да го чистат еден месец. Значи, се се тоа едни нелогичности, луѓе кои ништо од тоа не разбират, кои ги раскажуваат. Тоа е тој процес, значи тоа е цел процес на имање етичка дозвола, етички комитет да дозвола, имање консенсус, консент, потпишан, односно согласност од семејството и имање одобрување од Министерството за здравство, тој материјал да биде изнесен. И тоа е една процедура која е рутинска во цел свет. Тоа не сме само ние. Поентата е во тоа дека бидејќи не може од Македонија да се испрати материјал за полоко од 78 часа, ние, шпедитерот доаѓа со нас со бајлет кога ние треба да патуваме, научникот, и шпедитерот обавува тогаш процедурата да тоа што е како од шпедицијата испратено, но да патува со нас во авион, за да го земеме за помалку од 12 часа. Така да тоа е таа конфузија, глупости, не можеш да носиш биолошки материјал во джеп, тоа е таа PR адвокат за таа група од Питсбург, која се придружи на Колумбија и они да го збогатат нивното барање не до Фелштин, они испратиле до десетици богати американци за донации, се прво им представуваат работата, а после тоа бараат средства за тоа и дури не ни кажале дека и нас не ставили дека таа колаборација, бидејќи они имаат колекција на ткиво од Питсбург, ние имаме колекција која се вика Македонија, Колумбија, универзитет, колекција на ткиво. Дали ќе не ги доставите документите? Дали се уште ги имате вие документите кај вас? Сите документи, еве тука се пред мене, ќе ги скенирам и ќе ви ги пратам. На почетокот на вестите информиравме за акција која што ја спроведува МВР во врска со опојни дроги кај поранишната фабрика Охис. Таму е Јорданчо Цветановски. Го вклучуваме за да го прашаме дали има некои детали за оваа акција, Јорданчо.
Така, Тања, ние сме тука речиси час и половина, меѓутоа за сега немаме некакви поконкретни детали во врска со акцијата која што почна во изминатите денови. Негде околу 5 часот тука влегоа 20 возила на полицијата, исто така на царината и внатре веројатно се вршат некои претреси и истраги во врска со акцијата за марихуаната која што беше пронајдена во Србија, а за која што се тврди дека била транспортирана од Македонија. Инаку во врска со овој случај јавното обвинителство на почетокот на оваа седмица оформи предмет со што ќе бидат веројатно познати деталите за последните неколку дена, дали ова дрога била транспортирана од Македонија и како завршила на српска територија. Тања, ова се за сега сите детали кои што ги имаме во моментов, ние ќе останеме тука на лице место, се надеваме дека повеќе информации ќе добиеме во нашето последно информативно издание. И благодарам, Јорданчо. Ние тука ги завршуваме вестите. Проследите го новото издание на Само интервју. Вечерва гостин на Гоце Михајловски, професорот Ферит Мухич. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.